Добар ден, почитувани гледачи, во уште едно маратонско отворено студио 1. Денеска со мене Кристина Атовска и мојот колега Христијан Баневски се дружите за последен пат во оваа 2018 година. Следниот пат ќе биде веќе во наредната, во новата 2019. Овој наш последен ден ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание со многу интересни теми, секако ќе проследиме што се случуваше денеска и во политичката сцена, а секако подоцна ќе поразговараме и за работничките права, новиот закон и за она што најмногу ги интересира сите работници, сите вработени, а тоа е оној регрес за годишен одмор. Но пред се во ова, колегата Баневски, детален извештај за тоа што се ќе гледаме денеска. Така, почитувани, добар ден и од мене. Во овој прв блок, во овие први по 30 на минути до вестите, првите вести во студио 1, ќе се осврнеме на поентите од синоќешните гостувања на председателот на Собранието Талат Џафери, како и пратеникот Артан Груби. Ќе ги погледнеме дел од нивните највпечатливи, односно изјавите кои што можеби беа на теми кои што се најмоментално жешки во јавноста и на кои што нашироко се дебатира, секако тоа се пратеничките привилегии на кои што за кои што тие зборува во студиото со нашите колеги, од студиото ќе го отвориме со една убава вест, ако можеме така да речеме, но за тоа малку подосна да ги најавиме на останатите содржини. Секако овој блок го завршуваме со гостување на колешката Весна Велкова, која што е туку пристигната од Собранието, каде што се одвива седница за пратенички прашања секој последен четврток од месецот. Тоа е веќе стандард кој што Собранието го одржува во континуитет. А првите вести во студио 1 се во 14 часот и 30 минути, каде што детално ќе ги погледнете информациите и извештаите за сите настани и теми кои што го одбележале денот. Јас и колешката Атовска се враќаме во 15 часот и 20 минути, кога со колегата Дејан Андоновиќ ќе ги анализираме настаните од регионот и светот и она што било најактуелно во регионот, како тоа се одразило врз нашата држава и врз нашите граѓани и како тоа не засега нас. А потоа ќе го очекуваме колегата Игор Стефановски со детали од околу судските процеси, односно повеќе детали околу амнестијата, која што е се по-актуелна тема деновиве и овој период во студиото. А последниот дел од овој блок ќе го оставиме со отворени линии и простор за вас, гледачите, да ни се јавите преку телефонските броеви и да дадете ваше мислење на темата која што ќе ја поставиме, а тоа е дека всушност 2/4 од македонците годинама не прочитале ниту една книга, една поразителна бројка која што ја покажале анкетите од испитаници, од 690 испитаници, со што го завршуваме овој блок, а последниот блок исто така ќе биде отворен за гледачите преку телефонските броеви 02 30 55 551 и 02 30 55 553, а гости не е председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, господинот Дарко Димовски, со кого, како што најави колешката Атовска, ќе разговараме за работничките права, за колективните договори, за новиот закон, но и најпопуларно регресот за годишен одмор или популарно наречено К15, една тема која што за македонските работодавци можеби и не е толку убава за разговарање, но председателот за македонските работници можам да кажам и болна. Многу повеќе болна. Така што тука веќе мислам дека можеме да преминеме на содржините кои што ги најавивме, а тоа се поентите од синоќешните гостувања. Меѓутоа пред да поминеме на гостувањата и нивните ставови на пратениците, убавата вест која што не ја откривме со најавите. Убавата вест која што колегата Баневски ја спомена, се сеќавате пред извесно време владата донесе одлука да им помогне на општините да се справат со долговите. Тогаш одлуката најде на одреден вид негодување од страна на јавноста, а граѓаните на социјалните мрежи почнаа да пишуваат дека владата всушност треба да им помогне на граѓаните, а не на општините. Општина Куманово на вчерашната седница, односно Советот на општина Куманово, донел одлука 43 милиони денари од овие пари кои централната власт им ги даде за да се спасат од долговите, ќе им ги даде на граѓаните и фирмите и ќе им ги отпише долговите од 2004 до 2010 година. Предлагам овде да го слушнеме градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, кој пред малку за 1 ТВ ја потврди оваа информација. Оваа година донесовме одлука да дел
од побарувањата кои што општината ги има по основ на данок на имот и фирмарини, отпишеме со купен износ од 43 милиони денари. Се работи за обврски на граѓаните и правни субјекти, кои што датираат од период од 2004 година, заклучно со 2010 година, кои што воедно за нас се многу тешко наплативи, а од друга страна опфаќаат најголем дел на фирми за кои што се водат стечајни постапки или пак физички лица кои што се во тешка социјална состојба. На овој потек се одлучивме, бидејќи сметаме дека оваа година државата донесе одлука за финансиска помош на општините, со која покрај останатите општини ни помага делумно и на нас како општина, а ние таквата помош сакаме делумно да ја трансферираме со одредена помош на граѓаните кои што се најтешко социјално загрозени во општеството и оние правни субјекти кои што реално немаат сила да ги платат своите обврски. Апсолутно ова не е одлука која што ќе потикне даночна евазија, туку сакаме да направиме чист пресек по општината, се работи за побарувања кои што и општината делумно ги има наследено од поранешен УЈП, кој што со трансферот на надлежностите во општината далечната 2005-2006 година. Така слушнавме добрата вест. Жителите на Куманово сигурно ќе се израдуваат со оваа одлука на Советот. Баневски, преминуваме на онаа тема која навистина беше жешка деновиве, а тоа е особено по социјалните мрежи, кои што не може, е тема која што не може никако да ја избегнат гостите кои што беа во студиото. Пратеникот Артан Груби, кој што гостуваше кај колегите Борјан Јовановски и Јацо Кабранов. Меѓу другото беше прашани за овие бенефиции кои што наголемо се зборува во собранието и покрај тоа што се уште не постои конкретен предлог, како што потврди и претседателот Џафери, но и како што потврди останатите пратеници, сепак оваа идеја останува и натаму на идеја од која што дел од пратениците се уште не се откажуваат, а пратеникот Артан Груби конкретно во ова гостување за ваквиот чекор смета дека би довел до демократизација на политичките партии и го оценува како една позитивна одлука која што би можела собранието да ја донесе во однос на измена на законот за пратениција. Тука предлагам да го погледнеме овој дел од неговото гостување. И законот за пратеници, идејата за законот за пратеници, затоа што нема текст, предлог, нема ништо во процедура, всушност беше еден начин да се не да се департизира општеството, туку да се демократизираат политичките партии. Не може пратеник да биде зависен од политичката партија и да одлучува во зависност од политиките на партиите. Членови, ќе ставате на листите луѓе кои имаат некаков интегритет, некакви занимања, некакви професии кои после тоа ќе може да се вратат пратеник е представник на народот. Не, се извинувам. Пратеник е представник на народот. Може некој што е и со недоволно образование да има апсолутна подршка, да речеме, во Струмица и да стане пратеник од граѓаните. Не мора да значи дека е доктор, професор доктор. Така е, така. Нели? Не дека доктор, може да може да е Еснавчева. Ајде, немаме многу време. Спомнате дека демократизирање на партиите. Да збориме за демократизација на ДУИ. Добро. Само да го завршам, да ја завршам мислата во овој дел. Значи, ако имаме пратеници на ВМРО, ДПМН, кои што се готови да ги поддржат уставните измени, а имат неизвестна иднина по истекувањето на мандатот, зашто ние не би го помогнале тој процес на демократизација на ВМРО, ДПМН, на демократизација на сите наши партии, преку влевање во интегритетот на секој од пратениците? Ако е така, на оваа тема зборуваше и спикерот Џафери, кој што исто така беше гостин во тема која што не може, како што најавив, да се избегне кога станува збор за собранието. Колегата му го постави прашањето дали е пропадната идејата, меѓутоа претседателот на собранието рече дека идејата се уште не е пропадната, така што можеме да очекуваме дека во иднина и ќе се дебатира на оваа тема, на која повторувам граѓаните сепак стигне предлог конкретен и покрај тоа што јас искрено би ти рекол дека не сум многу оптимист оглед на тоа што доколку се сеќаваш во
вторникот кога разговаравме со портпаролот на СДСМ и пратеникот Костадин Костадинов, тој рече дека нивната пратеничка група која што е владеачката партија во коалицијата е всушност против ваквите измени во овие закони и против бенефициите. Голем дел од пратениците кои не се откажуваат од идејата да сепак по завршување на нивниот мандат да добијат одредени привилегии па и сигурно вработување. Потајно мислам дека никој не се откажува, но ти препуштам да најавиш што всушност... Така, на овие теми вчера председателот на Собранието Талат Џафери зборуваше во емисијата Печат на неделата на 1 ТВ. Секако, беа отворени многу повеќе теми, меѓу кои законот за амнестија. А овде предлагам да погледнеме едно делче каде што председателот на Собранието Талат Џафери вели дека Европската заедница и била консултирана за овој закон кој исто така е спорен за македонската јавност, а потоа и да го слушнеме неговиот став за овие привилегии, односно за оваа идеја која треба да донесе повеќе привилегии за пратениците. Мислите дека Европа ќе го голтне овој закон што вие сега денеска што го расправавте? Мислите дека Европа, особено најважните членки на Европската унија, кои веќе ни ставаат забелешки, Франција, Холандија, дека ќе го голтне тоа што сега ќе го направите за да практично ги отсечете крилата на СЕО, кое што толку мачно и тешко се постави во функција? Не се отсечуваат крилата на СЕО. Како не ќе им симнете 11 случаи, председател? Не се симнуваат. Како не се симнуваат кога ќе ги направите или застарени, или ќе ги намерите казните за да не може да одговара? Како не може? Па тоа меѓу другото ќе видиме во преодните одредби што ќе направите. Тоа е, затоа викам, материјалниот дел ќе го треба со потписниците и идеаторите на законот да се го толкуваат. Па не би го предлагал ако нема таков член преоден за да важи и наназад. Со нив ќе си го разговарате идејата и оно што ќе биде. Добро, мислите дека Европа тоа ќе го одгледа со тоа не е направена без консултации со Европа и со чинителите кои што наблудуваат процеси. Добро, тоа е реално вест, бидејќи досега ние прво ни велите дека поминала некаква експертиза, таа експертиза не сме ја видела јавно. Дебата немаше никаква, немаше само дебата во парламентот, туку вон парламентот немаше дебата. Во секој случај. Сега дознаваме дека и Европска унија, сакате да кажете, се согласила со тоа. Па не верувам дека поминало без да се консултираат со тоа. Предлагачите не верувам дека поминало без да се консултираат. Вчера имавте една несреќна изјава. Јасно ви дека е несреќна изјавата за континерите. Ја бирам внимателно термин несреќна, можеме погруб. Тоа не била изјава. Прво и основно тоа не била званична изјава. Добро, се е званично која ќе кажете пред микрофони телевизиски. Не пред микрофон, ја не сум го кажал пред микрофон. Па јас мислам дека негде ве гледав и аудио снимка имаше. Не. Или е само цитирано од... Тоа ако злоупотребил некој, добро, седенката на кафе пиење, ако ја злоупотребил, тогаш нека води сметка за етичкиот аспект. Зошто мислите дека пратениците требаја да го добијат тоа зашто се обидува да го добијат, а пропадна како реакција на јавноста, претпоставам се? Тоа или не е пропаднато? Ја мислам дека не е пропаднато. Без оглед кои што се ставувате партиски сега, кои што излегуваат име на партијата, ма не излегуваат званичниците. Партиски, него некој од име на партијите. Па СДСМ излезе и Заев, конкретно, ако не се лажам. Денеска имаше обраќање во кој што јасно кажа. Во работата на таа идеја, во групата за седели представници на сите. Па сега ќе ве молам. Не се сомневаме ние во. Да, како што најавивме на почетокот, колешката Весна Велкова е веќе со нас во студиото, вратена од Собранието, каде што имаше седница за пратенички прашања, но не само седница, туку имаше многу активности денеска во Собранието, токму затоа и опозицијата се бунеше некако многу им дојде многу закони по ред, па така бараат одложување на некои закони, но после изгледа нема да им биде прифатено нивниот предлог сите овие закони малце да забават со носењето. Значи во Собранието се носат закони и паралелно пратенички прашања. Така, што беше најинтересно од пратеничките прашања, што би можела да издвоиш? Дали во таа насока оваа тема за пратеничките бенефиции се дебатираше како што се дебатира и на широко во јавноста? Значи, накратко, фокусот денеска пратениците, односно опозицијата, го стави на друга тема. Тоа е писмото на американскиот амбасадор Джейс Бейли до сите оние суди во кои Бейли рече, испрати порака до нив да не се повикуваат на него
при носењето на судските одлуки. Тоа прашање го постави Милошовски, постави прашање дали прашањето се однесуваше до премиерот Заев, дали Заев ќе покрене никаква постапка за да се утврди кои суди се оградуваат од наводните притисоци на американскиот амбасадор. Така да беше кажано дека Заев му одговори дека ќе покрене постапка за да се утврди кои суди, значи се повикуваат дека под притисок носат, како изговор во своите одлуки. За своите одлуки. Од другите активности во собранието, како што веќе кажа, беше бурно, можеби пред новогодишно. Што друго се случуваше таму? Значи имаше комисија за политички систем, на дневен ред се интересни закони за кои во јавноста навистина се крена голема галама. Тоа е голема бука. Тоа е законот за кривичниот законник во кој се менува членот 275 со кој се даваат во делот на јавни набавки се намалува казната од 5 на 4 години, така да некои го толкуваат дека со ваквото намалување на казната се очекува некои дела што ги води СЈО да застарат. Го спомнуваат синот на пратеничката Вировиќ, потоа се спомнува Канчевска, Милевска, дека може да бидат застарени некои дела при јавни набавки, нели сите оние што ги знаеме. И така да на тоа прашање одговараше председателот Џафери во усвоен беше овој кривичен законник со членот 275, но на сметка на тоа беше отфрлени измените на членот 375 во кој некои зборови се менуваат, например, од никаква корист во имот на корист. Овој член беше отфрлен уште вчера, но денеска претеничката на СДСМ Снежана Калевска образложи дека отфрлањето е за да се обезбеди можност овие измени да одат на ревизија, бидејќи како што рече содржи одредби според кои можат слободно да бидат толкувани во јавноста, тоа е недозволиво. Така беше кажано на комисијата. На дневен ред е и законот за антикорупцијската комисија, но за тоа така 9 месеци сме речиси без антикорупцијска комисија. Дали ќе се постигнат роковите да биде составена оваа комисија пред председателските избори кои што Џафери најави дека ќе ги распише во февруари и зошто собранието се доведе во една ваква ситуација да мора да работи под полна парја сега последниве денови пред нова година? Па 20 закони се на дневен ред, па најверојатно затоа што немаше договор. Сите овие закони поголемиот дел од нив, повеќе од половина, треба да бидат донесени со двотретинско мнозинство. Тоа се тие реформските закони. Да, и сето е ова некаков политички пазар во собранието што и власта и опозицијата го практикуваат за дел од овие закони. А што и се одразува очигледно? Се одразува во јавноста, да. Така, доколку колешката Атовска нема дополнителни прашања, тука нека да би ти се заблагодариле и секако на гледачите ќе им најавиме дека твојот извештај од собранието и пратеничките прашања ќе може да го погледнат во нашите информативни изданија. А тука продолжуваме со прилогот на колешката Ива Трајковска и она веќе може позната акција за гледачите, хуманитарната акција на 1TV и маркетите Тинекс, која што е со цел за помагање на социјално загрозените семејства. Предлагам тука да го погледнеме прилогот на колешката Трајковска. Немилосрдноста на животот е одалеку очигледна, кога станува збор за семејството на Сашо Стоилов, кој успева сепак да се насмее на проблемите и покрај игрите на судбината, кога станува збор за неговото семејство. Татко на детенце кое несумнено е дека ќе даде се што има, бидејќи таа е се што има тој. Таткото Сашо Стоилов ќе мора да го носи товарот како глава на семејство на целиот свој живот, бидејќи неговата супруга го напуштила и него и нивното детенце поради зависноста кон дрога и алкохол и заминала во странство, оставајќи ја малолетната киркичка во рацете на нејзиниот татко. Сашо Стоилов моментално работи во циркус како акробат, за да може да ја одржува неговата керка која за жал пати од епилепсија. Поради нејзиниот хендикеп, таа не може да посетува редовно настава. Мајката на Сашо Стоилов изјави дека ќе направи се за нејзиното внуче да е подобро и дека ќе претрпи што и да има да се фрли пред неа за малото девојче да успее.
Поради некоја неубава игра на судбината денеска. Судбината сине со тешко дете болно, со тешок хендикеп, не оде, не говори, не слуша, не гледа. Ништо од него тешко се гледа. Мајката го остави пред 2,5 години, никако гајле нема за него, како да не е дете, нели? И плюс има уште едно 5 годишно, јас се грижам. Немам пензија, немам и това. Дали примате социјална помош? Ја што му дават 6.500, нели? Ама прима не витамине и толку. Нема. Само останува 2.000 од тие 6.500 и толку. Кога сте се чувствувала најтешко? Кога ви било најтешко на ситуација? Секој пат тешко, сине. Дете да гледаме болно, това најтешко. На никој Бог на него даде и това. Што би било најголемата причина, сине, да. Што би било најнеопходно од граѓаните и од нивната хуманост, например? Абе, што това судбината за дето ми е најтешко, што ми е дето болно, това. Не на секој животот му овозможува прилика за успех. Сашо и неговото семејство остануваат да ја одгледуваат нивната внука без мајчинско присуство, но најмногу ги посетуваат сите нивни акции со цел да се отсликаат на нивното девојче кое не може да премине без присуство на нејзините родители. Семејството побара помош најмногу за нивното мало внуче, за да не почувствува преголема тежина по сите упорни обиди за помош, бидејќи таткото Сашо не може да ги најде основните производи кои им се најнеопходни на семејството Смилкови. Малечкото девојче не се појави пред камерите на 1TV, бидејќи мируваше во собата на малата барака која Сашо ја дели со неговите родители. Семејството доби помош за ладната зима, најнеопходни производи за преостанатиот месец од супермаркетите Тинекс, а останатото како и помош за скапите лекови за малото девојче остануваат во добродушноста на народот. Тоа е што се однесува до акцијата, хуманитарната акција која што ја извршува 1TV во соработка со Тинекс маркетите. Тука некаде го завршуваме овој прв блок, за кратко ќе вестите, првите вести во студио 1 во 14 часот и 30 минути, а јас и колешката Атовска сме со вас до 17 часот и 30 минути кога почнува забавниот дел со возење со Вучич, ексклузив и студио мода со Сергеј Варошлија. Потоа во 19 часот и 15 минути ќе ви се придружи колешката Анета Кочишки, а по дневникот во 20 часот, во терминот од 21 часот, колегата Александар Чомовски го отвара студиото за нашите гледачи и нашите граѓани, кои што тој ги нарекува експерти на животот. Што мислат, како да се промениме, кои се приоритетите и како ја преживеале 2018 година. Кои се предизвици следат. Од 21 часот 1TV го отвара своето студио за сите што се подготвени за диалог со себе, да дебатираат меѓу себе и да се јават или да се јават на телефонските броеви 02 30 55 551 или 02 30 55 553. 1TV на овој начин ќе го продлабочува медиумскиот и општествениот диалог како форма на разбирање и модел на различноста со мислењата, така што вечерва во 21 часот за прв пат во македонскиот етер ќе имате можност да гледате студијско-граѓански форум, односно телевизиски форум модериран од колегата Александар Чомовски. На колегата Чомовски да им даде можност на гледачите не само телефонски, туку и физички да сетнат во ова студија. Така, еден чекор подалеку од телефонското јавување, а секако телефоните и натаму остануваат отворени и во ова студио. Ние тука се одјавуваме, останете и натаму со нашата програма, во 14 часот и 30 минути се вестите во студио 1.